додека бил асистент на факултетот работел и бизнис? Дали додека бил да тера бизнис, дали тие часови му се исплатени од факултетот, бидејќи ако му се треба да ги врати парите? Второ, дали он кога работел како консултант, работел како професор, затоа што ако некој професор отиде да биде консултант за приватна компанија, приватната компанија консултантските услуги на професорот ги плаќа на факултетот. Дали Мицкоски ги земал парите у кеш или ги земал регуларно, факултетот го испраќа да консултира, фирмата плаќа на факултетот, факултетот на професорот. Тоа е законската постапка. Незаконската постапка е да оди да работи приватен бизнис, да ги собира парите од джеб, факултетот да му исплаќа као да предавал, а бил да тера приватен бизнис, тоа е веќе криминал. Ти викаш, периодот 2009 дока е 13-14 се живееле со 4-5 денари плата од сопругата и самиот кажа неговата мајка да му дава по 50 евра секој месец. И одеднаш десетици милиони евра инвестиција во хидроцентрала. Каде се тие десетици милиони и зошто не се пријавени во анкетниот лист?